Да, аргумент плюс вечерва за македонско-унгарските односи и состојбите на Блискиот Исток. Разговарам со мојот колега Александар Србиновски. Добро вечер, добар ден. Добро вечер и драго ми е дека присуствувам во вашето студио. Александар, рековме, начално ги концепиравме темите, но пред малку заврши пресконференцијата, заедничката пресконференција на шефовите на дипломатиите на Македонија на Белгија. Од она што ми избрифира колешката Џундева пред да влезам во студиото, министерот за надворешни работи Муцунски го бетонира оној став на премиерот, кој експлицитно го слушавме во изминатиот период. Македонија нема да прифати таа авантура со уставни измени без гаранции од Европската Унија. Сега се останува на оваа позиција, која што ја кажува и министеров, во ситуација кога ние пак од другата страна, од официјален Брисел и од земјите од Европската Унија и поединачно, ни се укажува дека тоа е преговарачката рамка и дека гаранции во формат каков што ги бараме ние во моментов не може да се понудат. Нашиот државен став е практично одсликување на состојбите многу пошироко во домашната политика. Верувам дека процесот за преговарање со Европската Унија дополнително би се искомплицирал доколку ние во некоја точка не пристапиме кон дипломатско изнаоѓање на решение со соседна Бугарија. Меѓутоа, сепак, од македонска перспектива гледано на настаните, нам не престојат уште серија преговори со Европската Унија. Тоа е долг процес за потполно постанување на членка во Европската Унија. Ние во овој момент навистина не сме сигурни кои би биле идните барања на бугарските власти. Тоа дополнително ги отежнува состојбите, знаејќи дека во соседството имаме избори, кои веќе тоа би било 8-та влада во изминативите 5 години, кое што исто така како нема константен став, односно не нуди константна формула во што се е потребно Македонија да направи за ние да најдеме компромиси за заедничко решение на спорот. Имено анкетите на ова поле, ако веќе говориме и за нашата опонентна страна во овој спор, говорат дека најверојатно минатиот председател на Бугарија ќе биде и новиот мандатар на владата. Меѓутоа, повторно се прогнозира нестабилна бугарска влада, односно стратешки е битно Македонија мудро да ги исчекори овие односи, доколку прифаќаме менување на уставот на барањето од Бугарија се сосема логични, но да издействуваме позиција која што би нас заштитила од некои идни пропусти во иднината, потенцијални не од нашата вина на македонските власти, без разлика која партија раководи со државата, него нестабилноста на нашиот источен сосед кој што веќе има 5-6 влади во многу краток период. Сега, Александар, те следе внимателно и неколку важни поенти. Вака лесно е да речеме, како што кажа и ти, Македонија треба да изнајде дипломатско решение со Бугарија. Кој формат на дипломатско решение? Ние во моментов дали воопшто имаме отсуство на информации дека нешто дипломатски се случува, некоја прагма или некои разговори за да се дојде до тоа решение? Тоа е едното мое прашање, дипломатско решение, и другото велите 8-ма влада поред, мудро да изиграме. До кога ние Бугарија е во хронична политичка нестабилност подолго време. До кога тоа ќе ни биде адут за нас да велиме дека од другата страна немаме партнер со константна политика и не можеме ова да го решиме? Се слагам на вашата констатација и за волја на вистината е сериозен проблем доколку овие нарушени односи меѓу Македонија и Бугарија продолжат и во иднина. Ќе израснат комплетно две генерации на млади луѓе од двете страни на границата кои што ќе се доживуваат едните за другите за непријатели. На крајот на криштата стратешка цел е на Македонија да биде членка на Европската Унија. Но она што многу битно се заборава, особено кога нашите политичари дискутираат на оваа тема, е дека геополитички светот е сменет. Европската Унија ниту го има капацитетот да биде decision maker во светот, ниту има моќта која што имаше пред изборот на председател Доналд Трамп и пред можеби разгорување на конфликтот во Украина и оној во Иран. Сосема се различните правила на игра, сосема на различен начин се носат одлуките кои што се од геополитички карактер. Ние сме многу мала држава, многу небитна држава во тој глобален свет. Ништо поразлично од нас не е ни соседна Бугарија, но
сепак кога се случуваат турбуленции, кога се прекројуваат иднините на сојузите, верувате, дури имавме и во изминатиот ден и како ќе изгледа НАТО, доколку сад би го напуштиле потенцијално. Ние имаме многу нестабилна клима и здраво за готово да земеме чувствителни прашања во смисла на менувањето на уставот, идентитетски теми, е многу неблагородно да се прогнозира како тоа може да се реши. Но мораме да знаеме дека уште една работа, меѓународните сојузи се дизајнирани на тој начин што тие секогаш ги заштитуваат интересите на државите кои што се во меѓународните односи, бидејќи ние не сме во тој меѓународен, односно со силни аспирации да станеме земја членка во таа унија. Ние мораме да разбереме дека сме во подредена позиција, но тоа не значи дека истовремено треба да ги газиме своите национални интереси, чувства и цели. Да, поведел само контекст да дадам, вака, по една генерална оценка, се согласувам со се и оваа битка за национални атрибути, интереси, така натаму, но дали ние во моментов можеме да кажеме дека државата има компас за тоа каде припаѓаме? Ние декларативно велиме Европска унија, но прагматично што ни се случува? Еве Бугарија веќе ги затвори поглавијата, ќе дојде и 27-ма, ќе дојде и 30-та година. Потоа на нас, кој ќе ни биде виновен, што еве веќе сме на опашката на Балканот. Сакам да кажам, дали можеме да препознаеме дека ние на младината овде и даваме адут, дека знаеме каде одиме, иако се геополитички и нестабилни времиња, но ние знаеме кај ни е компасот, да не одат да бараат бугарски пасоши или да ни мигрираат во Германија или во САД. Дали ги имаме тие адути пред нив? Дали препознаваме политика или младите може да препознаат кој е компасот на оваа држава, кон каде чекори? Во овој контекст сакам да го дадам и податокот околу евроскептицизмот. Сме разговарале со вас и со други аналитичари пред година-две. Тој беше растечки. Последната анкета покажа дека бројот на граѓани кои уживаат доверба према Европската унија е над 70%. И кога го прашав Трошановски, мислам на што се должи овој драматичен раст. Ние бевме под 50%, сега над 70%. На чувството овакви времиња нестабилни, времиња на страф, на неизвестност, припадноста. Значи, некаде ние треба да припаѓаме, што е нели и природно, ние сме дел од Европа. Сосема сме на идентична линија на размислување во смисла на вашето прашање. Верувам дека барем од она што може да се препознае во изминативе неколку години, не говорам конкретно за оваа влада, меѓутоа и за минатата, дека преговорите со Бугарија завршија на некоја неодредена точка, каде што прашањата беа оставени во смисла одредени комисии за историја да наоѓаат некои решение, одредени билатерални прашања да бидат надминувани, меѓутоа сршта остана непроменета. Доколку ние продолжиме да се наоѓаме на овој колосек, верувам дека европската иднина на Македонија би станала подалечна од сегашната. Нашиот премиер изјави неодамна дека за идентитетски прашања едноставно нема простор со кој што би можело да се разговара, се извинам, и на подолг период, и тие се спремни или неговата гарнитура дури да почекаат некои подобри времења, повторувам, геополитички, најверојатно, сега не можам да ги толкувам неговите зборови, каде овој спор теоретски би можел да биде надминат, но во истиот период Македонија се наоѓа и во незавидна економска состојба. Во смисла, ние на тој начин ги пропуштуваме можностите за економска соработка со Европската унија. Голем број од државите, пред се земено Германија, нашиот најголем трговски партнер. Од тука гледано, Македонија нема економска алтернатива во тој момент, а и културолошка за припадност, па во овој период на глобални војни, за да изостанеме од тој процес. Верувам дека притисокот кон нашата држава, но и соседна Бугарија за да го најдат решението, можеби би бил надминат во оној момент кога Европската унија има и некои најави, би го сменила начинот на кој што со мнозински начин на гласање би ги надминувала овие спорови на малите балкански држави. Ако се насетиме во минатото,
тотално небитен спор има Хрватска и Словенија, кој што можеше и билатерално да се надмине без при тоа да се користи Европската унија како механизам. Верувам дека нешто слично не очекува и соседна Србија и Црна Гора и така натаму. Балканските држави имаат тенденција често пати да ги предимензионираат и да ги проблематизираат своите пристапувања, а во исто време да се заборават клучните прашања. Битката со корупцијата, битката со организираниот криминал, подобрувањето на економијата и мирен, стабилен живот на нашите граѓани. Да, Густинот, европскиот дипломат, на пресконференцијата заедно со министерот Муцунски го зборува овој начин на квалификувано мнозинство за гласање да се деблокираат евроинтеграциите нели на земјите пред се од Западен Балкан, но тоа секако е процес, сега останува за да се смени тоа е време, тоа е потребно време реално. Прашањето е колку можеме да сметаме на таа карта. Дека ќе ни биде пролазна за деблокирање на. Тоа е луксус на кој што најмногу го чувствуваат младите луѓе. Генерациите го губат својот чекор со нивните врсници во останатите европски држави, па дури во европските држави од регион кој што се веќе членки на Унијата, но сепак не е иста природата на прашањата со кои што се преговара за членство во Европската унија. Пример, споредбена Албанија има коруптивни теми кои што треба да ги разрешат, што се буквално решливи. Ние дадовме огромна жртва за да станеме членка на НАТО, го променивме своето уставно име и не верувам дека македонскиот народ воопшто има желба повторно да ги направи сличните жртви, бидејќи НАТО гарантира своја безбедност. Еве сега, НАТО е размрдано, Европската унија гарантира па и економска сигурност во овакви времења. Така да дилемата е многу тешка, особено на нашите политичари и во опозицијата, како да го најдат најмудрото и најпаметното решение, не е да излеземе од овој. Интересно е околу НАТО колку пати само на тест се стави и компактноста и единството и обстанокот на Евроатланската алијанса со доаѓањето на Трамп. На секои 3 месеци го отворам истото прашање дали НАТО ќе преживее. Па јас верувам дека НАТО ќе преживее. Дури има и веќе некои заговори на НАТО 3.0, така на англиски се нарекува, нова форма на НАТО во која што ќе се задоволат страстите на администрацијата на Трамп. Најчесто ќе бидат поврзани со глобални прашања во кои што САД ќе биде доминантната сила која што ќе одлучи, меѓутоа европските држави, европските сојузници, тука вклучувајќи и Македонија, ќе имаат улога да заштитат Европа од агресија. И верувам дека процесот, односно таа војна алијанса не е створена колку да исчезне преку ноќ, доколку еден политичар едноставно не чувствува доверба во неа, без разлика од каде доаѓа, дали тоа од САД или од Европа. Туку тоа е општо добро, колективно добро на огромен број на држави. Безбедносен чадор на некој начин што е формиран наменски и така натаму. Да цитирам, поразот на Виктор Орбан е пораз на неговите 3 најважни политички партнери на Балканот, српскиот председател Вучик, лидерот на босанските срби Додик и македонскиот премиер Мицкоски го губат својот најважен политички сојузник во ЕУ. Мислам дека ова беше и во наслов и во првата реченица на Frankfurt Allgemeine Zeitung. Точно, да, но еве, јас веќе паралелно можам да информирам секоја од големите медиумски куќи ги перцепира настаните од своја гледна точка, нели, од интересот на нејзините читачи. Доколку се погледнат некои останати медиуми, ПЕПО, Политико или така натаму, не се согласуваат со оваа констатација. Говорам од перспектива на тоа, ако направиме детална проценка на што се случи во Украина и каква политичка сила дојде на моќ, или со апсолутна моќ во државата на Петар Маџар, ќе заклучиме дека станува збор за десно ориентирана, антиестаблишмент партија, која што воопшто не се разликува од она на Орбан, со исклучоци во смисла на можеби на надворешната политика, во некои сегменти, но таа и натаму ќе биде. Но, Александра, тие исклучоци можеби беа причина фон дер Лајен уште истиот ден да рече добре дојде назад Унгарија во Европската унија. Да, бидејќи има човек со кого може да преговараат. Од перспектива на унгарците, промената е добро дојдена, очигледно тоа се гледа нели во изборните по бројките, по математиките, бидејќи економски Унгарија не е државата што некогаш беше, пример. Споредбено, Унгарија, ако во некој период се рангираше по растот на својата економија во врвот на Европската унија, таа сега се наоѓа зад
Романија или можеби соседна Бугарија. Тоа се загрижувачки информации. Дополнително, корупцијата очигледно е голем проблем. Што најверојатно битката со корупцијата, битката со естаблишментот, битката со прашањето кои што го додираат обичниот човек, со медиумите, слободата на медиумите, се главните резони зошто се дојде до ваква промена. Но мораме да разбереме дека изборниот модел во Унгарија е комплициран. Тоа е комбинација на два изборни циклуса, на два изборни модели, мнозински модел кој што е многу тежок за објаснување, искрено да не одзема многу време. Меѓутоа процентот на разликата во гласовите меѓу Орбан и Маđар, Петар Маđар се 15%. Иако има огромен број на пратеници. Дополнително во целиот состав на унгарскиот парламент, што е исто загрижителна информација, ние имаме партијата на Орбан и партијата на Маđар, што се десно ориентирани партии, нели, во разлика не знам дали има воопшто левица во Унгарија. Нема, има 1,7%, а таа мала партија што влезе во унгарскиот парламент е крајна десница. Тоа е загрижувачки сигнал. Ние не говориме за социјалист или за либерал кој што доаѓа. Но Александар, двотретинско мнозинство, колку што бројките сегашни покажуваат, има Маѓар, така да обезбедува функционалност на сите можни нивоа на власта. Еве денеска бара и оставка од но тој тоа може да го направи. Председателот вели или оставка или бројот на мандатите во парламентот овозможува до толку да се менуваат уставите, да се редефинираат балансот на моќта. Очигледно неговата кампања во изборите беше добро таргетирана и добро спроведена, каде што 16 години навистина долг процес еден политичар да биде константно на власт во сопствената држава. Демократијата постои со причина да постојат мандати и да ротираат луѓето. Маđар најверојатно и ќе го смени начинот на кој што мандатите ќе бидат доделувани на мандатарите на владата. Тие ќе имаат најмногу две. Ова најчесто се користи во председателските економии, каде што системот е ориентиран така, но сега тука за прв пат тоа го имаме. Што значи дека ги таргетира токму оние работи што на просечниот унгарец му пречат. Едни и те исти луѓе да се константно на власт, едни те исти центри на моќ да управуваат со општеството. Меѓутоа ние не видовме изјави за, не знам, заштита на правата на ЛГБТ заедницата, заштита на правата на малцинствата во Унгарија, можноста мигрантите да навлезат економските, ако ништо друго. Тие прашања остануваат непроменети. Дури имавме и изјава конкретно од денеска од новиот иден унгарски премиер, кој што верува дека најверојатно можна и да не ја одблокира Европската унија за економскиот заем на Украина во војната. Затоа велам треба да почекаме барем до 6-7 мај, додека тој нели официјално стапне во функцијата за да можеме да направиме за екипирање на владата, во овој момент ние говориме за хипотези. Кога говориме за балканските политичари, искрено не верувам дека постои политичка моќ која што би можела да ги дестабилизира, барем ако се верува на политичките анкети, нели, се покажа за точни во Унгарија, во соседна Србија. Но добро, сепак Александар ќе мора нешто да испорача со ваква убедлива победа. Тој одржа кога беше во неделата, мислам, не во понеделникот, пресконференција, 3 часа траеше, ги кажа приоритетите, или доцна претходниот ден беше изборниот. Неважно, си ги кажа приоритетите: борба со корупција, слобода, медиуми, европска перспектива, фондови, па дури кажа и оваа држава нема да биде нели прибежиште на криминалци и политички азиланти. Конкретно пред да прашам за Блиски Исток, бидејќи го ситниме времето, што значи ова за Македонија? Убаво кажа, секој анализира од својата перспектива политичка како ова ќе влијае. Две работи се битни само кај на себе за нас, зборувам Унгарија во фокусот, со Никола Груевски, кој доби политички азил, подоцна и државјанство. И второто, Унгарија, мислам дека е нашиот поединачен најголем де факто и де јуре кредитор со 1 милијарда евра. Точно, Унгарија има огромно влијание во Македонија и тоа се воспоставени релации меѓу двете држави пријателски, без разлика. Во периодот од кога Орбан е премиер во Унгарија, кај нас се сменија 3 влади. Меѓутоа релациите со Орбановата влада остана коректни, да речеме, во одредена влада доминира, во одредена влада се намалува. Ние за времето на пандемијата имавме една
од најголемата здравствена помош која што пристигна од Унгарија во времето на мигрантската криза. Тие помогна Македонија да биде безбедна од ризикот на мигрантите кои што влегуваат. Добро, но имаше мешани мисии беа и од други Се слага, земји, не меѓутоа беа само од притисокот Унгарија, на така. тогашна Унгарија беше сосема различен од сегашната. Верувам дека во иднина никој не би се ставил во состојба да ги наруши добрите релации помеѓу Унгарија и Македонија, без разлика кој раководи со нашата влада, бидејќи тоа се своевидни инвестиции. Сега како тие се употребуваат и како тие функционираат е сосема трето прашање. Кога говориме за Груевски, исто така мора да се напомене дека верувам дека државниот врв е комплетно транспарентен. Доколку тој пристигне во Македонија, тој најверојатно ќе се отслужи својата затворска казна за која што нели исчезна од нашата земја на овој или на оној начин, но се заборава дека поранешниот премиер на Македонија всушност формално правно доби азил и процесот за негово пристигнување многу подобро го знаат правниците од мене, е многу комплициран, доколку и ако се има волја. Сега, оно што е различно од пристапот на бегалците од законот во Унгарија, конкретно во Македонија и во Полска, што Полска дури за време на изборната кампања инсистира нивните двајца пребегани министри да пристигнат. Дури испратија повторно писмо. А ние последен пат, колку што го видов вчера, податокот беше објавен 2018 со некое надополнување за 2019 година испратен некој допис дополнителен. Различен е пристапот пристапот и динамиката колку се очекува тоа да се случи, но дури постои некоја шпекулација сега малку неблагодарно на телевизиска емисија да се споредат дури самиот нов иден унгарски премиер ги сподели дека во изминатите 24 часа тамошната држава ја напуштиле неколку авиони непозната содржина на луѓе. Мислам, постои ризик, секогаш може да се шпекулира, сепак да оставиме формално да седне во фотелја и нашите власти претпоставам во тој момент ќе реагираат соодветно. Интересно беше ги спомена со имиња на таа пресконференција што траеше 3 часа, па дури го спомена и нашиот поранешен премиер. Сега таму државјанин Никола Груевски. Блиски Исток е сега најново денеска, вчера беше окупација на заливот и така натаму, денеска имаме војната, вели Трамп, да не видам, навести дека можеби се подготвува да ја заврши војната со Иран. Ова е пред да седнам во студио, сега во моментот константно се менуваат состојбите, многу тешко е да се пристапи кон нив аналитички. Имаше некои загрижувачки моменти, за мене искрено позагрижувачки беше изјавата на претседателот на Турција Реджеп Тајип Ердоган, кој што дури најави воена операција во Израел, каква што е спроведена во Сирија и во Либија. Тоа е веќе разгорување на конфликтот на граници во кој што нема точка, no point of return, нема назад. Постоеше ризик да избие и буквален конфликт, оружен конфликт со Кина, верувам САД не сака да го доживее тоа, од многу геополитички причини, така да се надеваме дека ќе се изнеди. Се гледа нешто известно дека е крајот, овие цени и ова сето што ни го се случува во шок што го преживуваме во нашиот микросвет овде дома е последица токму на тие изјави топло-ладно и на тие маневри. Па не, ама дури денеска во овој момент да прекине војната, нормализацијата на енергенсите е невозможно да се постигне. Катар е најголемата држава која што извезува газ, од кој што најголем дел од Европа го добива. Низините капацитети за производство се уништени во ратот. Пристаништа, логистика, центри за вештачка интелигенција се уништени, ракетирани и од двете страни, така натаму. И да прекине војната, ние ќе имаме уште многу долг период додека се стабилизираме ценовно економски, а тоа е проследен со инфлација и дотатна дестабилизација. Александар, ако те прашам дали Трамп како личност, како функција пред се и неговата администрација, тие најблиските околу него, полека им се разголува таа нарација на некој внатрешен патриотизам, некоја сила, што ја демонстрираат декларативно, а во пракса ние гледаме најава за царини, 2 месеци потоп светот се мобилизира, требали никому ништо. Гренланд, J.D. Венс, да не го кажам DJ Венс, J.D. Венс, и од Иран, иранските преговори, и од Унгарија, каде што беше да ја даде поддршката на САД за кампањата на Орбан,
се врати со два големи неуспеси. Се слагам, да. Ситуацијата е комплицирана, меѓутоа не можеме да забораваме дека оваа администрација ќе биде уште дополнителни 3 години на власт. За 3 години може да се случи толку многу работи ако го следиме нели динамиката на развојот на геополитиката од кога Трамп е во својата втора функција. Верувам дека е многу небезбеден светот, но од иста страна морам да напоменам дека од македонска перспектива САД е сепак нашиот најголем стратешки партнер без разлика кој раководи со него. Ние имаме стратешки договор од 2008 година за безбедност што не става во мала група на држави како што се Израел, Јужна Кореја, Тајван и така натаму и така натаму. Дополнително тој неодамна се надогради, тој економски и културолошки така натаму. Од македонска перспектива повторам да се надеваме дека нашиот најголем сојузник во секаква смисла на збор мудро ќе ги избере своите идни политики. Кога дојде администрацијата на Трамп и победата на Трамп на изборите, една од нашите надежи беше дека Трамп како човек кој има блиски релации со официјална Софија може да излобира и да ни помогне во приказната за уставните промени, односно за заштита на националниот идентитет. Тоа го говоревме месец, два, три. Не се случи. Така да, мислам, остануваме на истата навиката на радикални промени, неконстантност во своите изјави, неконстантност во делувањето на оваа администрација на САД, нејзиниот најголем минус. Предпоставам, токму поради тоа и се случи разводот помеѓу европските држави и САД, кој што е стратешки блиски, а сега ние немаме можност да прогнозираме како Трамп во иднина би ни помогнал да го надминеме спорот со Бугарија. Тука мора да завршиме, пред да почнеме, поразговаравме за колегата Зоран од РТЛ Хрватската. Да. Ја долови интересно неизвестноста што ја носи Трамп, па вели ајатолах од во Иран, кога го гледаше Трамп на обраќањето на терасата со маскота зајак, по повод Великден беше, Трамп и господјата Меланија, били ајатолахот е збунет, не знае со кого сега ќе преговара, дали со зајакот, дали со Трамп или со сопругата на Трамп. А дел одговорот беше клучното Иран и војната. Тоа е колажот на начинот на кој што тој владе, да додадам дека неодамна постираше на неговата социјална мрежа фотографија од Исус Христос, ако мислите на таа, осамна на Гардијан, каде што лекува го лекува болниот Исус. Да. Тоа беше дел од она жестока, па дури навредлива расправија со христијаните во таа држава. Со Лав 14 и со папата Лав 14. Го извреѓа и тоа е едноставно неговиот начин на делување. Да, но тој начин на делување како човек на најмоќната земја во светот со еден збор може да направи целосни тектонски поместувања и престапи, и економски и политички, на што сведочиме впрочем. Точно затоа и кажав, тие се веќе направени и нема точка на кој што тие би се вратиле во моментот пред тој да дојде во канцеларија. Санчес со својот потек дека нема да подржи поморска блокада и претходно за уште една ситуација кога го одби Трамп, си го набил да рейтингот, например, последен. Си го врати рейтингот. Апсолутно. Да. Меѓутоа Санчес е социјалист, идеолошки спротивен од администрацијата на Трамп. Како поента колку опонирањето на Трамп на европските лидери може да... Апсолутно, европските вредности тука доаѓаат на израз. Еве и сега и Италија се премисли како ќе ги гледа случувањата на Блискиот Исток. Десница, да подсетиме, италијанска десница. Бидејќи се рушат на тој начин интересите на сопствениот континент, на сопствената економска екологија во која што функционира. Да, барем имаме што да анализираме. За жал има тоа сето цена, што ја плаќаме сите ние секојдневно, но тоа е што е, да се надеваме дека навистина овој пат, како што вели, ќе успеат тие мировни преговори Иран САД и малку да се смири светот. Александар Србиновски, благодарам. Моја задоволство, би сакал повторно да пијам тука. Секако се гледаме. Почитувани, овде завршува информативниот блок, од мене пријатно.